Почитуван шеф на канцеларијата на НАТО во Република Македонија, Гораст Бартол, почитувани представници на кабинетот на председателот на државата Георги Иванов, почитувани представници на кабинетот на председателот на Собранието на Република Македонија, Бала Джафери, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани членови на владата на Република Македонија, почитувани представници на дипломатскиот кор, војни аташеа, представници на меѓународните организации, на граѓанските организации, почитуван Рейс, господин Сулейман, на Исламската верска заедница, представници на другите верски заедници овде присутни, почитувани присутни, собрани во вака голем број овде, јасно е испраќаме пораката дека местото на Република Македонија е во НАТО алијансата. Ние сме одлучни во намерата да видиме следна 30-та членка на НАТО алијансата. Со предолгото чекање пред вратите на алијансата се појавуваат несакани последици за сите партнери, независно дали се држави членки на НАТО или не. Тоа мислам дека веќе е јасно за сите. Затоа политиката на отворени врати на алијансата е вистинскиот пат за консолидација на мирот и стабилноста во целиот регион. Владата на Република Македонија е цврсто определена за ефикасни домашни реформи, за демократските вредности, за владење на правото, за почитување на човековите права, за функционални институции во служба на граѓаните. Добрососедските односи и регионалната соработка остануваат наши стратешки цели и одат заедно со нашата амбиција за интеграција во НАТО и Европската унија. Градиме нов дух на инклузивни политики што водат кон решение, а не кон проблеми. Сакам да нагласам дека посетата на генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, на нашата држава во јануари годината даде силен поттик на нашите НАТО аспирации. По неговото охрабрување, уште поенергично се впуштивме во реформските процеси и во решавањето на билатералните проблеми. Почитувани пријатели и присутни, Македонија и НАТО се блиски партнери веќе 22 години. Ова партнерство помина многу тестови. Ова партнерство ја покаже способноста на Македонија и НАТО да се прилагодат на различни предизвици, дури и во исклучително тешки ситуации. Република Македонија го дава својот придонес во НАТО од 2002 година. Покажавме дека сме вреден и лојален партнер. Во мировната мисија во Афганистан сме 4-та земја пер капита по глава на житото. Обезбедуваме логистичка подршка за КФОР во Косово. Активно сме вклучени во борбата против насилниот екстремизам. Остануваме посветени и во иднина. Ке го зголемиме нашето учество во мировната мисија во Афганистан за 20%, а секоја година го зголемуваме буџетот на армијата за 0,2% од бруто домашниот производ. Како премиер на Македонија, ред е да кажам дека и НАТО принципиелно и пријателски возвраќа, преку поддршката на неопходните демократски процеси во нашата држава, како и во сите политички кризи и предизвици. Затоа ви се заблагодарувам на сите и од срце во име на граѓаните на Република Македонија, во име на оваа влада и на сите претходни влади. Голема благодарност изразувам до вас, капетане Бартол, на канцеларијата на НАТО во Македонија и на сите други високи представници од НАТО и сојузниците што зборувате со заеднички глас, кога станува збор за поддршката на Македонија за влез во НАТО. Вложуваме напори за повторно воспоставување на Република Македонија како кредибилен партнер на своите меѓународни пријатели. И со право, во името на граѓаните на Република Македонија, во оваа свечена прилика на одбележувањето на Денот на НАТО, ќе ве замолам и ќе побарам. Вреднувајте ги овие наши напори и помогнете ми да го добиеме заслуженото место. Полноправна членка на НАТО, рамо до рамо со вас и на масата на алијансата, каде што припаѓаме како држава и како граѓани на Република Македонија. 2018 година може да биде историска година за нашата Македонија. Ако нашата држава ја добие посекуваната покана за НАТО, како и датум за почеток на преговорите со Европската унија. 2018 година, во тој случај ќе биде и година за паметење и за НАТО, и за Европската унија,
затоа што евроатлантските интеграции на Република Македонија и на регионот се придонес кон стабилност и безбедноста и отвараат можности за економски развој. Ви благодарам на вниманието.